Поевтинува дизелот, поскапува бензинот. Со новата одлука на регулаторната комисија за енергетика, од ноќеска на полноќ литар дизел ќе се точи по цена од 91,5 денари, што е намалување за 2,5 денари, додека бензините 95 и 98 ќе поскапат за 2 денари. Литар 95 ќе се продава по цена од 82,5 денари, а новата цена на 98 од полноќ ќе биде 84,5 денари. Во пресметките за новите цени влегуваат и намалената акциза за дериватите, а дополнително кај бензините пресметките се направени и со повластена стапка на ДДВ од 10%. Вакви бројки претходно пресмета и од владата, а премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека не смета дека како влада избрзале со враќањето на ДДВ-то од 18% за дизелот, бидејќи неговата цена се намалува, што не е случај и кај бензините. Кон крајот на неделата ќе ги правиме математиките за оваа недела и ќе носиме одлуки како понатаму. Останува во функција до крајот на месец април и оној попуст кој што го договоривме со ОКТА. Така што апсолутно како влада во овие 2 месеци се бориме жилово. Ќе разговараме оваа недела, ќе разговараме со Министерката за енергетика и се разбира во рамките на можностите ќе направиме се за да продолжи тој попуст. Војната на Блискиот Исток и растот на цените на нафтените деривати негативно влијаат и врз дел од македонските компании. Од бизнис секторот велат, доколку состојбата се влоши и е потребно, ќе побараат од државата да интервенира со мерки кои според нив треба да бидат таргетирани, а фокус пред се да се стави на македонските компании кои се занимаваат со извоз. Да, ќе побараме секогаш мерки кои се потребни. Да, тие мерки ќе бидат таргетирани, затоа што мерките кои што општо важат и кои што се приоритети на комората остануваат и понатака. Да речеме, ако се погодени определени сектори, ако се погодени определени значајни гранки на стопанството без кои што македонската економија не може да функционира, таргетирано треба да бидат поставени. А звона што значи за граѓаните, тоа се обврска на владата и тука не се мешаме. Од владата досега неколку пати посочија дека со мерките кои ги превзеле Македонија е меѓу ретките држави во регионот и пошироко кои навреме се справиле со кризата и уверуваат дека засега немаме проблем со снабдувањето со нафтени деривати.